Знаете, исклучителна прилика е што со човек кој што го познавате долги години, влегуваме во чевлите еден на друг и апсолутно мислам дека сатисфакција и животна среќа е кога можеме да се бидеме поддршка и столпа и едно прибежиште. И драго ми е кога да речеме пред наши очи, луѓе кои што ги познаваме баш така експанзивно растат и се дисперзираат или својата потенцијал и животна енергија буквално дисперзираат на различни можеби сектори, дејности и занаети. Така е некако примерот со Владимир Ристовски. Јас и Ивана практично од неговата екипа која што ни кажа дека ќе дојде на момент само се прашавме дали е тој Владко кој што го познаваме од многу одамна, кој што исто така влезе во дигиталниот свет и дигиталниот маркетинг, технолошките индустрии и така натаму. И сваќаме дека за овие 11-12 години тоа е тоа кога апсолутно таа животна енергија и потенцијал знае вистински да ја фокусира, да ги можеби на некој начин скрати или да се разведе од старите традиции и вредности кои што понекогаш и во земјава ги чувствуваме како вибрација, без при тоа никого да осудиме, да направи своја промена или животен преседан или пак нова табула раса. Така е некако примерот кога со Владимир Ристовски. Кога човек има визија и кога гледаме дека денес тој успешно ќе го најавив сега и не само првото фестивалско издание за, ја би рекол, не само дигитална писменост и технолошки индустрии, туку фестивал кој што има прилика за многумина да појасни многу работи, бидејќи во Владче, добро јутре прво официјално. Да, ова ќе трае сега поведот. Меѓутоа сакавме да кажеме со Ивана дека утрово така и го започнавме. Еве и таа и јас сме речиси 20 на години плюс минус во медиумскиот свет и морам да признам дека во екот на пандемијата, не знам дали ќе се сложи Ивана, се сеќавам дека многу во моето опкружување кои што направија можеби промени во своите професии и кога мојот најдобар другар рече зошто не пробаш да влезеш во светот на дигиталниот маркетинг, сосема добро ќе ти лежи, имаш нели простор за тоа. Па потоа многу луѓе рекоа ајде короната како календар, тоа го возможува кај многумина. Јас бев во таква една страв или бев инхибиран дали ова е за мене. Меѓутоа и многу го чувствуваа тој притисок, а сепак времето иницираше да направиме промени, неопходни промени. Апропо дигитална писменост, трансформација и така натаму. Меѓутоа денес кога гледам дека и ние двајца успешно гледаме да се дисперзираме на други субститути медиумски кои што се појавија како медиум, а да не збориме за професии кои што се трансформираа во дигиталниот свет. Вештачката интелигенција си има исто така свој удел. Меѓутоа се надам дека овој разговор баш ќе детектира кај многумина или ќе адресира прашања и одговори за оние кои што имаат страв да влезат во непознатото и да направат неверојатни трансформативни промени. Види, многу го срочи се во ова. На кратко би кажал дека веќе неизбежно е луѓето да прифатат да бидат на дигитални медиуми. Значи веќе тоа дел од секојдневие, веќе знам луѓе кои што се во пензија, кои што активно користат социјални медиуми, само не се свесни дека всушност го прават тоа што го зборуваме сега. Единствената разлика како со било што друго дека треба се научат одредени алатки, одредени техники, малку технички луѓето да се поспособат, меѓутоа корот на нашето комуницирање веќе е дигитален. И не можеме да се лажеме тука. Придобивките се феноменални. Лошите страни постојат од премногу информации, бомбардирање од сите социјални медиуми, не знаејќи луѓето како да направат дистинкција што е точна вест, што не е. Тука вие медиумите играте голема улога поради тоа што вие доста добро тоа го работите, меѓутоа мора да сватиме дека секој можен човек што има профил на било која социјална мрежа веќе е медиум сам за себе. Така е. И тоа конектирање на луѓето е многу добро. Од друга страна, мислам дека треба повеќе да се користи тоа онлайн конектирање за да можеме во живо повеќе да се гледаме. Од таму целиот порив кога го зборуваме моментот со Socialize, првиот фестивал за креативни и дигитални индустрии за технологии, поентата беше да сите супер сме на интернет, сите знаеме до некаде дигитален маркетинг и дигитална комуникација и сме дигитално писмени, меѓутоа поентата е да се собереме на едно место, затоа го нарековме и Socialize, бидејќи и алудира на социјални медиуми, начинот на кој што функционира и на нетворкинг, да се вмрежиме, да имаме онака убави разговори и луѓето да научат малку повеќе. Сега, оно што е честа мисконцепција кога луѓето размислуваат на тема што добивам јас да отидам на една конференција, фестивал и така натаму,
знаењето што може да се добие таму да е големо, меѓутоа во денешно време ти можеш да си купиш курсеви онлайн, да си ги поминеш тие и доста детално да научиш со пракса со тоа што ќе го пробаш. Еве тоа што го спомна ти во пандемијата, че сите ви имате дигитални канали, вие де факто функционирате како посебен медиум таму. Колку често објавувате, колку се трудите, колку тоа веќе нели сосема друга приказна. Меѓутоа веќе се функционира добро. Веќе гледам на пример и сечоците сега на пример од ова што ќе го збориме, од тоа онлайн што ќе биде, може да се извадат кратки клипови што се многу интересни, може да отидат вирално. Тие микро муабети се многу битни. Се во ова на сите ми јасно, меѓутоа секогаш најголемата придобивка од еден ваков настан е луѓето да се потсетат на тоа што знаат, да бидат инспирирани од некој кој што направил нешто. Оваа година намерно и дел од конференциски во рамките на настанот го крстивме локални звезди за глобални успеси. Сакаме да покажеме дека имаме луѓе во Македонија, а имаме доста кои што ќе презентираат на настанот, кои што од тука успеале нивните компании да ги позиционираат на светски ранг. Одредени контент креатори од Македонија се имаат прочуено низ целиот свет, како Марија, како The Language Blondie, значи сите тие ќе бидат на настанот и ќе споделат нивната оригинална приказна како почнали и што направиле. Сите тие луѓе, Теона, вчера имаше на TEDx, ми се чинам дека и во Бугарија, така што убаво е што кажуваш дека нашите луѓе имиња и презимиња некаде се веќе на другите хоризонти. Значи многу добро функционираат и знаете оно што многу сакам на настанов луѓето да го сватат е дека не постои успех преку ноќ, некој се измучил 5 години, 10, работел во нешто, создавал, креирал, кога дошол моментот го погодил вистинскиот момент, погодил како треба да комуницира и тоа отишло нели што го викаме популарно вирално, така. Некој работел еден продукт, се мачал, му пропаднала една фирма, му пропаднала втора фирма, на третата веќе го фатил моментот што е битно, таа компанија станала светска. Значи овие работи ние имаме многу талентирани и млади и повозрастни професионалци во Македонија, малку луѓе им даваат платформа. Знаете, еден од коментарите што ги добивавме по социјалните медиуми за настанот, што е ова, сте одбрале некои луѓе тука локални, што па за овие ли вредили да платиме карта и се. Многу ми е жално кога ќе чујам такви коментари, поради тоа што тука можам да ги донесам најдобрите луѓе од цел свет, ќе кошта картата уште повеќе, меѓутоа зошто да не научиш од некој што ти е поблизок? Од овие луѓе што се на светско ниво популарни, секогаш ти можеш да отвориш интернет. Толку многу презентации имаат правено, толку многу интервјуа, се е тоа јавно достапно. Дали ќе ти смени, дали ќе го видиш во живо или не ти менува. Да, Владимир, ова кој што можеме малку и посуштински да го позборуваме еве тука, кога станува збор за вакви настани, веројатно оние кои што се навлезени во тоа сакаат да научат нешто повеќе и да слушнат на совети од стручни лица, нема да го постават тоа прашање. Но ако зборуваме за општата популација и за онаа која што некако дигитално се описменува, и тоа е процес, иако напредокот е навистина брз технолошки, и ако земеме глобално да се споредуваме, можеби има поголема разлика или пак би трнали индивидуално. Значи за секој тоа дигитално описменување е процес, за некој малку побрз, за некој малку побавен. Веројатно тука и возрастните граници или возрастните категории играат исто така важна улога. Кај повозрастните можеби постои некоја бариера или така наречено неприфаќање на тоа кое што ни доаѓа како новитет. За овие нови генерации, особено за генерацијата Z, која што знаеме да спомнеме, тоа на секојдневие и се остана тоа чудно. Дури се прашаш, чекај, кој јазик го говорат овие? Да, и она кое што би сакала исто да го споменеме тука е, како што кажа, секој сам со својата социјална платформа, односно нели со својот профил е медиум. Тука постојат многу работи, позитивни и негативни. Јас би ги извоила оние кои што можеби во пракса сме ги доживеале како негативни, а тоа е дека многу ризици постојат, многу небезбедност постои, значи едукацијата тука е од клучно значење кога зборуваме за општа популација. Ова кое што се случува на овие настани фестивали веројатно е до едукација или нешто кое што е пак да се водиме ниво погоре, но ако зборуваме за основата на она кое што треба да го има во дигитална писменост, да знаеме како да се заштитиме, а при тоа како да се изразуваме себе си таму, за да не бидеме и ние штета на некој друг, така. Апсолутно, значи дигиталната писменост според мене треба да влезе официјално во образовниот процес. И не само тоа, сите кои што не се дигитално писмени, што тука, пазете, многу вака звучи, редизборот писменост звучи многу негативно, меѓутоа, ништо лошо нема во тоа да се доописмениш, за да разбереш како функционираат работите. Ја на времето ќе ви кажам, че прво нешто што го научив само иницијативно, бидејќи имавме одредени медиуми онлайн и ние претходно во рамките на Pixel и слично,
било која информација проверуваш од минимум 3 извори. Така е, Тоа е така многу едноставно. Значи луѓето прво тоа не го знаат. Кога го научат луѓето тоа, ќе научат дека се што ќе видат и прочитаат, треба да го препроверат, особено ако е сензационално, многу негативно или па претерано нереалистично позитивно. А имаме многу такви. Ама нормално и пориво човечки дека знаете како, тоа е линија на конекција. Јас вас ве знам долго време и вие сте ми репер. Ако вие некогаш од брзање, не сакајки, споделите информација која што не е точна, јас по дефолт ке размислам, јас вас ви верувам, нема ја што да ја препроверувам. Сега може да замислите кај луѓето каков е тој круг. Едноставно некој го удира дадена информација многу брзо во даден момент, ја гледа, ја споделува пошто смета дека брзината на споделувањето е битно за останатите да дознаат, а при тоа никој не проверува. Значи затоа тука професионалните медиуми имаат должност прво тие да не пренесуваат она што се зафркававме на времето, ги викавме кромит вести, че некој ќе измисли вест, ќе ја пушти како патка што би се рекло. Да, и сите едноставно го преземаат, па знаете на тај МК како домино ефект по тоа. Ама нормално е тоа. И тоа е човечка природа. Меѓутоа нели, како што со се во животот се учи, има техники каде што полека земи воздух, изброи до 5 и не стискај шер коментари, не оди во длабокото. Да, биди наблюдуваш на собствената мисла и да знаеме да провериме и да процениме меѓу другото и тука иначе е мене ми се има едукацијата. случајно неточни работи, некогаш на брзина да споделам. Ми се има случајно и тоа е супер, поради тоа што знам дека на секој може да му се случи и јас како човек што 20 на години ова активно го работам, пак кажам, ако може мене ми се случи, може секому, затоа само контрола, проверување на информации и нели во тешки моменти како што имавме до неодамна, не треба брзо да се коментира и да се реагира. Имено, да бидеме да дадеме простор меѓу другото за наша реакција и акција. Имено не споделив да те представам дека освен тоа што си извршен директор на Евентика, си и веќе долги години партнер и креативен директор во Pixel и ментор на можеби најактуелната академија за дигитален маркетинг во Скала, која што се создадена баш во сработка со Pixel, па тука ми доаѓа прашањето и ова твоја еволуција биографска животна да те прашам дали сериозно можеби нови професии ќе бидат хибридни професии, бидејќи ние хибридното време некако го спакувавме, пак ќе кажам, во времето на корона и постоеше мала ригидност, резигнираност, чекај дали вака треба да функционираме, па сега колку вештачката интелигенција доаѓа на врата тропа за да се направи таа промена. И сега, ако се користи технологијата мудро и паметно, можат бенефитите да се искористат и да се видат максимално. Меѓутоа, мечот две острици. Колку овие хибридни професии веројатно ќе го направат промената на пазарот на трудот и воопшто во светот на бизнисот и секторот. Има еден интересен термин, секогаш треба да размислуваш во однос на било која професија, да станеш професионалец во форма на буквата Т, нели баш вака визуелно. Значи, мора да имаш основата од се што можеш да фатиш повеќе, значи треба да бидеш генералист колку што може повеќе и после од сите тие работи да избереш еден сектор, еден дел, еден пододдел во кој што ќе влезеш длабински за да станеш вистински професионалец. Преведено во термини на дигитална писменост во однос на дигитален маркетинг и слично, мораме веќе времето така ни налага да бидеме генералисти, да разбираме дигитален маркетинг особено од сите можни аспекти, значи доволно сме информирани за кога ќе видиме нешто да го разбереме барем, а понатаму да се профилираме во одредена работа. Дали ќе бидеме контент креатори, односно создавачи на содржина, дали ќе бидеме маркетери кои што пуштаат реклами и работат адвертајзинг во позадина, дали ќе се фокусираме на имейл маркетинг, дали ќе се фокусираме на видео креација и така натаму. Мораме да имаме општи познавања за да ги разбираме сите работи. И днината ќе биде на тие што се многу општо и широко описменети, бидејќи генерално ќе знаат кога некој друг ќе треба да направи нешто, дали тој што го работи, тоа го работи доволно добро, или низ призма на вештачка интелигенција. Ако имаме многу широки познавања, јас ќе речам дека, например, како стратег ќе влезам во дигитална маркетинг стратегија, значи јас ќе правам стратегијата за тоа како еден бренд треба како еден бренд треба да комуницира, меѓутоа ќе делегирам на други луѓе што да прават. Сега, во случај каде што вештачката интелигенција зема замав, ако јас сум доволно генерално писмен, ќе знам и на вештачката интелигенција да ја делегирам како на вработен, со други зборови. Ако ја кажам дека ова ми е стилот на пишување,
ова се темплети претходно што сум ги користел за имейл маркетинг. Врз основа на тоа и тоа е што го дам како инпут. Значи ја морам да разбирам што работам пред да дам инпут на вештачка интелигенција за да ми сработи нешто. Тогаш може да се сработи тоа перфектно. Ама јас ако дадам глупави инструкции, тоа е исто како на човек вработен. Ако му дадеш лоша инструкција, он лошо ќе сработи. Исто е со вештачката интелигенција. Меѓутоа мора да разбираме доволно од работата што ја работиме, за да знаеме како да дадеме тој промпт што викаат, за да добиеме најдобри резултати. Со тек на време сите од нас ќе можеме да делегираме работи на вештачка интелигенција што не сакаме да ги работиме. И ќе го создадеме алгоритмот да работи баш на тој начин. Апсолутно. Значи еве ќе ви кажам најпрост пример. Како пакет Office ако го земеме на Microsoft, има сега една опција која што во странство ја има подолго време кај нас, со тек на време ќе дојде, се вика Copilot. Copilot го имаат како Artificial Intelligence, вештачка интелигенција, можност да го користиме и сега бесплатно, меѓутоа интегриран во Office. И сега ќе ви дам прост пример. Добивам мејл на пример од клиент. Добро. Интегриран е таму. Ќе му речам, кликам само едно копче, викам врз основа на претходна комуникација, мој стил на ова, одговори му на мејлот. И тоа само си пишува мејл. Според кој начин сензибилитет и да си биде... Според се претходно што сум го направил, пошто има пристап до цела моја комуникација. За 2 секунди одговарам на мејл, особено ако треба на некој тежок мејл да одговорам, таму нема емоции. Ја 15 минути ќе го мислам, ќе се премислам, ајде да го преспијам, значи трошиш време. Овде нема емоции, чиста логика, одговара, стискаш сенд. Си направил 15 презентации за клиенти и викаш врз основа на презентации, земи ги, направи нова презентација за овој клиент, за овој бриф за маркетинг кампања, смисли ми. Тоа не е финален продукт, ама она кликањето, нов слайд, нов PowerPoint, тоа се го прави во 5 минути, ти само едитираш. Ама, повторно ќе кажам, за да знаеш едитираш, треба да ја разбираш професијата што ја работиш. Луѓето имаат мисконцепција дека, нели, ева, ја не разбирам дигитален маркетинг, ама знаеш, ќе му кажам, напиши ми копирајтинг за ова, напиши ми за тоа, ако не знаеш ти како да го провериш, нема да знаеш дали тоа што е извадено е добро или не е. Да, и она кое што еве го зборувам и па и го читам и доаѓа како вести и од светот во однос на вештачка интелигенција и нејзината употреба, покрај тоа што фасциниран или вака кога ги слушнаме сите овие работи, за многумина се појавува прашалник или можеби дури и чувство на загриженост за тоа каде и на кој начин не води тоа. Повторно, ако имаме не толку разбирање во дигитализација или за тоа како и на кој начин би се употребувала вештачката интелигенција. Многу имаме информации за тоа што би можело да биде на штета на човештвото, на кој начин може да биде тоа штета на човештвото. Па дали вештачката интелигенција може наместо нас, нели, покрај тоа што ќе прави многу работи наместо нас, дали може да се сврти против човештвото и така натака. И веројатно тоа се некои па можеме да ги кажеме и како и теории на заговор и за сите други, и како за други теми, така и за ова, доколку не ги разбираме работите како што треба. И од тука е исто важна едукацијата во однос на вештачката интелигенција, која што впрочем не станува секојдневие. Видете, многу интересно тоа што секогаш кога има некој технолошки напредок, луѓето прво нешто што се случува ги фајка страф. Ајде да се вратиме секој пат од непознатото. Ајде да се вратиме стотици години наназад. Така, говорејќи за нашите родители, нели тука кои што биле со нас како прибежиште, така? Еве, таму кога имало технолошка револуција на времето, веќе ви кажам пример, сакате да имате убава слика од вас, така и претходно требало да дое некој физички да ве наслика. Тоа коштало пари, имало премногу физичко време. И еднаш доаѓа некој измислува фотоапарат и некој прави так и толку. И сега викаат па измисливте фотоапарат, што ќе правиме сега ние уметниците? Човечкиот мозок и начинот на кој што човечкиот мозок може да функционира, никој не може да го замени поради тоа што тој што претходно цртал портрети, сега ќе влезе нешто апстрактно, ќе нацрта, ќе има повеќе време креативен да биде, да измисли нешто ново, да комуницира нешто ново. Човечкиот ум секогаш ќе тежне да создаде нови работи, кои што не може да ги замени вештачката интелигенција. Значи вештачката интелигенција треба нас да ни ги олесни работите, за ние да бидеме уште покреативни, да бидеме уште по-луѓе. А не да закружавиме како што некој мисли дека ќе се случи доколку вештачката интелигенција тоа го прави за нас. Апсолутно, меѓутоа во вашата професија, ќе ви кажам наједноставно, ви доаѓа нов гостин за кој што не знаете ништо. Наместо да трошите вие сати да истражувате, да се јавувате по телефони се, има една алатка Perplexity се вика, која што некоја измеѓу, да речеме, помеѓу Google и ChatGPT, значи внесуваш таму и викаш, доаѓа Владимир Истевски, тој е,
треба да му поставиме прашања за интервју, најди се што ќе најдеш на интернет за него, анализирај, скенирај. Мојот стил на прашување, прашање како Марко е тој, дај ми нешто. Има еден deep research копче, каде што малку повеќе време сам со себе си Ама не, сам со себе си прави муавет, ако го приметите, вика си поставува прашање, си го одговара дали е на вистински пат и ви дава се што треба да знаете. Сега вие ако сте мрзливи и него доистражите тоа, може пак да направите утка. Ама вага за 10 минути ќе се спремите за интервју, таа ќе се спремате со сати. Сега вашето слободно време на што ќе го искористите, веќе е до вас, така? Јасно. Веројатно продуктивно многу ќе го искористите. Секако, дефинитивно. Или можеби повеќе време за вас. Имено. Ништо што во денешно време факт е дека недостасува и извини Марче, само бидејќи го споменавме времето, а претходно Владимир спомена или за кратките видеа или така познати рилсови, рилови, уна кое што денеска не се случува на сите, најмногу на младите, скролање, барање брзо до нова информација, до нова вест, до нова интересна занимљивост, видео и така натака. Таа брзина повторно плаши. Таа брзина, тоа темпо, таа динамика, нешто што Па и дегустацијата на тие поредбата може да направат, може да речеме повозрастните генерации, но прашањето е до каде со оваа брзина или со ова забрзување и до каде води сето тоа. Ние заштедуваме време, се правиме за да го заштедиме времето, никако се бараме се повеќе и повеќе да се сработи за многу и пократко време, но каде оди таа брзина? Веројатно тоа има некој како експерт во ова, може ли некоја прогноза да се направи? Вака, како викаат, има добри вести и лоши вести. Добрите вести се што ќе ни помага да заштедиме време, а лошите вести се што ќе стануваме уште позависни од сите овие уреди, од социјални медиуми и слично, поради тоа што никогаш во човечката историја напредокот технолошки не оде толку брзо како што оди во денешно време. Тоа е веќе научно докажано и не може веќе никој да прати. Дури бизнисите се мачат да прават долгорочни проекции за тоа каде им оди бизнисот, пошто толку многу брзо се менуваат работите. И да се остане агилен на истото. А агилноста нас многу не троши, поради тоа што, пак ќе кажам, ова е ненормално брзо растење на технологијата. И ова психички многу ги троши сите. Обичните луѓе кои што гледаат промени, да не правам муабет тоа што го зборуваме, рилс по рилс, значи луѓето се зависни од добра содржина. Алгоритмот ќе научи што сакаш. Добра содржина има напретек веќе, пошто секој второ е создаваш на содржина. И ти, значи мозокот тој хормонот допамин кој што удира одма, instant gratification, види она, задоволен сум одма, леле колку е добро, леле лајкче, шер, коментар, се овона. Значи ние се трошиме и после тоа што ни се трошат центрите за среќа, после тоа сме депресивни. Така. Многу е и решението е многу едноставно. Излегувајте надвор, имајте социализирајте се со луѓе, имајте тешки разговори, имајте тешки моменти, пошто убаво е да ви е тешко, пошто после кога ќе ви дојде полесно за било што во животот, знаете да го менаџирате, имате баланс, имате чувство на исполнетост. Вака, кога цело време сме зависни, мислам и јас сум, да не се лажеме, ама пробувам од петни жили да не дремам на интернет и само тука да имам комуникација, вака во живоеве со убави луѓе кои вас кога ќе се видам, одма јас се полнам со енергија. И тоа не може ништо да го замени. Никогаш. Освен тоа што ние нашата работа може да ја предадеме на вештачката интелигенција, доколку знаеме како. Не прифаќам. Не, да предадеме работата на вештачката интелигенција за да заштедиме време за нас и за вакви дружби. Тоа може да скратите. А иначе има толку језиви вештачки интелигенции што на пример вие се од се што сте снимале, ако нахраните во одреден софтвер, он може да ви го рекреира ликот, со истиот тон и само кажете ова зборувај и нема и ќе личи како исто да е снимено. Затоа многумина сега мака мача да речеме и од музичките и филмски звезди каде што нели излегуваат нивни тука се регулира. Прототипи. Сега веќе ќе влезе тоа во регулирање, особено во Америка го регулира тоа да не смее да се прави, зашто иначе актери ќе останат без работа. Јас дигитален начинот на регулирање со закон нема поинаку. Дека не смее да се користи тоа. Дека ако се користи мора да добиваат оние одреден процент од профит што ќе се прави, зашто ако некој го користи твојот лик, твојот лик е авторско. А гледаме веќе користење, веќе го гледаме тоа. Тоа да не правиме муабет за deepfake, каде што некој може фейк да направи нешто од вас со вашиот лик и да го искористи во нешто што е неокей. Веројатно и тоа е во процес на тоа што е deepfake, како да се препозна и како да знаеме дека гледаме вештачка. Тоа човечко толку не знам дали ќе може да процени поради тоа што се толку напредни софтвери веќе. Ама законски ќе треба да постои ознака. Ако не може како човек да го процени. Ќе треба ако фати алгоритмот на социјалните медиуми дали е фейк или не. Ама и
алгоритмот на вештачката интелигенција може да го излаже алгоритмот на социјалните медиуми дека не е фейк. Да, значи сега И тоа сме е во борба. во некој меѓу временски Меѓусостојба. период каде што имаме брз напредок на технологијата, информација која што станува до нас да процениме дали или Точна или видеа не. дали е точно или не, и на крај да чекаме што законот или кој ќе биде законот за регулација. И како ќе се Прво во спроведува. светот, па потоа кај нас. Да, Кај нас на крај се Да. види, со фестивалот, па јас би рекол дека фаќаме добро темпо. Инаку, од твоето децениско работење, секако ќе го поздравиме целиот тим кој што работи во Евентика, во Пиксел, Скала исто така. За оние кои што не гледаат од повозрасната категорија, а ги имаме доста, например, наши утрински пријатели лојални, и сега повторно да речеме и во своите можеби пензиски денови, како трето доба нели лице и така натаму, кои би биле најдобрите алатки суптилно да направат промена доколку сакаат можеби во делот, дали на дигиталниот маркетинг, што велиш, дали е веродостојно доколку ги земат тие дипломи и курсеви онлайн и направат корисно нешто свое. Јас честопати знаеме да ги спомнеме скандинавските земји и луѓето колку остануваат прагматични и агилни во овие земји, како дури и во таа доба знаат потенцијалите животни да ги искористат дигитално преку вештини и да си создадат некое ново свое поглавје во животот, како второ полувреме. Оние кои што не слушаат, за да не се плашат од непознатото, која би била твојата препорака од целиот тим, полека да ги направат можеби своите промени? За повозрастните им е на многу убава работа. Они толку време поминале во нивните животи да станат стручни во одредена недигитална област. Али занаети дејност нека? Така е. Што сега само социјалните медиуми е конкретно за нив, пошто не верувам дека би влегле премногу детално во имејл маркетинг, во дигитален маркетинг, во пуштање реклами и слично, барем може да ги искористат социјалните медиуми да ги промовираат тие вештини што ги имаат. Со други зборови, на пример, светски тренд е моментално бизниси кои што се неатрактивни, кои што се занаетчиски, неатрактивни, зборам за помладата генерација, особено генерацијата Z, се во изумирање пошто собствениците на тие бизниси се пред пензија или во пензија и они немаат кому да го остават бизнисот да се наследи и тие бизниси пропаѓаат, а тие бизниси се корот на нашето нормално работење. Алотан занает. Апсолутно. Што прават одредени паметни луѓе? Се описменуваат дигитално, учат како да ги рекламираат тие бизниси на уште поширока публика, за да има уште поголема побарувачка и наоѓаат како да ги менаџираат, а оставаат на некој во нивниот тим што е помлад да го преземе оперативното работење, а они пак да имаат некаква контрола во промоција. Сега ќе ви кажам најпрост пример. Значи, никогаш нема да ви текна да побарате клучар додека не се заклучите надвор од стан и после тоа ви треба. Што е клучно за некој што го работи тој бизнис, клучно е на Google Search да котира високо, пошто прво нешто на некој ќе направи, на Google ќе напише клучар блиску итно. Така, клучни зборови. Некој ако знае профил само да направи на Google, така, на бизнис профил на Google, да ја стави точната локација, да го верифицира со телефонски број и само да стави 3 клучни зборови за што е, он одма е пред сите. Значи со некои вакви ситни мали финти, тие бизниси може да добијат уште повеќе и повеќе, како да кажам, работа, а истовремено она што е многу битно е преку тие дигитални канали тие луѓе може да најдат некој професионалец кој што може да го вработат како управител или директор на таа фирма, што има други вештини, а што може да им го продолжи бизнисот, пошто тие бизниси може само подоходовни да стануваат. Во Америка, на пример, се случува млади луѓе кои што имаат пари, откупуваат такви бизниси, од тотално офлайн ги прават целосно онлайн, зголемуваат обем на работа и прават пари. Без ништо да знаат за тој бизнис, само знаат доволно како да го маркетираат. Да. Тоа е наједноставно. Да, голема и широка тема и веројатно ќе следува нека можеби серија гостувања во однос на овие теми, да, за фестивалското издание најважните информации да ги кажеме пред самиот крај. Ова е тоа што го говориме всушност. Да, и како повод исто така можеме да најавиме. Значи, видете, фестивалот, концептот треба да биде малку поразличен од се што се случувало тука. Едниот дел е конференциски, каде што ќе има феноменални панели, ќе има феноменални предавачи, ќе има и Јасмин Алич, ќе дојде, он е број 1 контент креатор на LinkedIn и буквално е ментор на најаките светски луѓе и извршни директори на светско ниво за тоа како да се подобрат комуникацијата на LinkedIn, како подобро да го растат нивниот бизнис, така да човекот е феноменален, многу ми е мило што ќе дојде, он ќе биде keynote speaker, ќе направиме одредена анализа со нашиот партнер Target Group кој што ќе направи анализа на
маркетинг агенциите, на маркетинг секторот во Македонија, ќе имаме награди, тоа е исто така многу битно. Сите што се фриленсери, компании, маркетинг агенции треба да се пријавуваат за овие награди, пошто ќе има стручно жири кој што ќе ги оценува и ќе доделиме награди на оние кои што се најдобри и сакаме нели со секој наш настан да ги прославиме, бидејќи во Македонија за жал никој не го прави тоа. Кога има награди, секогаш се нели на пристрасен начин дадени, овде тотално ќе бидат објективни, ќе бидат оценувани најдобрите стручњаци во државата и баш сакаме да им дадеме онака некакво признание на тие луѓе кои што напорно работат тука, да излезат на сцена, да го добијат тоа и да се забавуваат. Ќе има на крај забава и експодел ќе имаме каде што ќе биде многу интересно, ќе имаме и таму работилници, така да навистина ќе биде ова настан што треба да ја пробуди креативноста кај секој, да научат малку повеќе за технологија, да бидат посрекни и да се вмрежат, бидејќи знаете како, секогаш на настани ќе видиме некои познати одма се гетоизираме во мали групи, овде ќе се обидеме луѓето да ги ставиме малку непријатно да им направиме да мораат да се запознаат едни со други, бидејќи навистина е штета да не се шират познанства. Имено ако бидејќи ги имате вие споменато тие да речеме работни или кариерни постулати, да речеме и на веб страницата на social.mk, меѓутоа ако еве и сега те прашаме јавно кои би биле конкретните причини зошто го правиме фестивалот и да се посети фестивалот, ќе биде? Главните причини се дефинитивно да се научи нешто ново, да се слави креативноста, да се биде во тек со најновите трендови на светско ниво, кои што може да ги донесеме тука во Македонија и едноставно луѓето да им се отворат очи, бидејќи ќе ви кажам од лично искуство. Јас кога предавам на академијата во Скала, поради тоа што секогаш одам нели теориски прво, па после тоа детално, кога ќе се потсетам на одредени работи, сваќам дека и јас одредени работи што ги предавам, ги заборавам и после кога се потсетам сум поинспириран во пракса да ги пошто знаете како влегуваме во комфорт зона. Така, знаеш 15 работи, ама редовно си ги работиш тие 3 што ти се најлесни. И кога те потсети некој, а тоа е целата поента на вакви настани, кога те потсети некој дека некој друг ги работи другите 3 многу добро и детално, може тебе да те инспирира утре да се вратиш со тој елан и енергија на работа, да донаучиш нешто што си го заборавил или да почнеш да го користиш. Мислам дека нема поголема вредност од настан од кој ќе го возможи. Ама фестивалот за дека ќе возможи да ги направат можеби некои од нив промените. Отворено ќе биде инспирација, веројатно и мотивација за многу мина кои што се и 24 во Александар Палас билетите може да ги набават и буквално цел ден да уживаат во првиот еднодневен фестивал токму за дигитални технолошки иновации и индустрија. Ти благодариме, Владимир, за гостувањето.